Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојавте во уште едно издание на Јади Бурек на ТВ Сонце. Вечерва гостин во студиото е доктор Атанас Атанасов. Господине Атанасов, добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер. Мило ми е што сум дел од вашата емисија. И мене ми е драго што прифативте поканата. Сосема случајно ми се најде малку на радар ваши некои објави. Не навлегов, морам да признам, ни кој сте, ни што сте. Ме заинтересира, ви се јавив, прифативте и ви благодарам поради тоа, но мислам дека ќе биде интересно темава за јавноста, затоа и сакам. Збор 2, да не импровизирам многу, кажете ми збор 2 првин за себе, бидејќи ова е и наша прва средба. Да, јас сум доктор по општа медицина. Во последниот период се занимавам со протестите што се против новите мерки. Активно истражувам во полето на науката. Јас следам имунологијата, јас следам епидемиологијата. Доста сум длабоко навлезен во проблематиката на што е сега имаме со пандемијата и тоа е. Океј. Протести. Веднаш да почнеме со протестите, па оттаму ќе го љупиме кромидот што се вика, слој по слој, па нели да видиме до каде и до што ќе дојдеме, до какви заклучоци. За какви протести зборите и каде се случуваат и кога се случуваат? Зборуваме за народни протести кои се организирани од народот. Луѓето во јавноста и медиумите често знаат да искоментираат дека се антиваксерски протести. Тоа не е така. Тие се народни протести, протести за права, човечки права, протести за слобода. Се бориме да бидеме еднакви, да нема сегрегација со новите ковид сертификати и јас како доктор и како медицинар и како човек излегов јавно уште во почетокот кога стапија на сила новите мерки да ги поддржам тие протести. Наидов на многу критики, но тоа е. Каде има протести? Збориме за протести Имаше протести, да, најпрвин во Скопје. Добро. Потоа продолжија протестите и сега уште активно траат во Битола и во Струмица. За жал во Скопје се уште нема некоја организација за поголем протест, но еве се надевам дека во иднина луѓето ќе почнат да си ги бранат своите права, да излегуваат јавно, да зборуваат. И особено драго ќе ми е после оваа емисија ако се охрабрат многу доктори и медицинари да застанат на страната на народот и да ги одбранат нивните права. Не ми е новчаникот, тука турам опклада, вадам колку сакаш евра, дека нема тоа да се случи. Не. Можеби. Револуциите нема никогаш да се случат во земји како Англија, како Македонија и така натаму. Револуции има во земји како Канада, има како Грција, затоа што има некаква парламентарна слобода таму, како Израел, колку и да изгледаат и така натаму, а ние сме сведоци дека навистина големи протести, особено кои ги предводат ни лекари, ни надри лекари, ни вакцери, ни антивакцери, туку камионџи, слободни луѓе. Има една позната мудра мисла која што вели, вика, пред револуција потребна е еволуција. Значи, ние мораме револуцијата овде во нашите глави да ја оствариме, а потоа да излеземе на улица. Од улица немаме промени. Што е целата идеја на протестите? Објаснете ги, веќе навлезете во целава работа. Немам намера да ве подпрашувам, ве молам за едно ваше широко излагање за целава проблематика. Идејата на протестите е да застанеме зад слободниот избор на граѓаните. Значи, секој граѓанин сам да си одлучува за тоа дали ќе биде вакциниран или не. Зошто е таа идеја и зошто јас баш како лекар ја поддржувам? Ја поддржувам бидејќи новите ковид вакцини се во експериментална фаза. Тие се уште немаат долгорочна студија. Сега замислете, имате мерки кои што налагаат
дека мора да се вакцинирате или не можете да ги уживате слободите, да идете во кафеич, во ресторант и така натаму. Но при тоа сте принудени да прифатите лек, тоа е лек, кој се уште е во експериментална фаза. Не знаеме од тие вакцини дали ефектите ќе бидат лоши после 5, после 10 години, но и сега има луѓе кои што може би се алергични на одредени протеини кои што ги има во вакцините. Составот ни е познат, но нема алерголошки тестови за нив. И друга работа што многу често ја поставувам, но никаде не доаѓам на одговор, интересно е тоа што и во медицинската фела не се обраќа внимание на тоа прашање. А тоа е колкава е дозата, биодозата, што е содржат на mRNA, месенџер RNA, новите вакцини, и дали истата доза се аплицира кај, пример, сите возрасти. Дали се аплицира кај лицата со иста доза со коморбидитети, дали кај здравите лица со иста доза. Значи, многу е важно тоа прашање. Јас ја барав изјавата што ја потпишуваат граѓаните пред да се вакцинираат, таму не е напишена колкава е биодозата. А зошто е битна биодозата? Нормално дека е битна, зборуваме за медицина, битно е да знаеме ако пиеме амоксиклав од 1000 милиграми, пиеме аспирин од 100 милиграми, колку микрограми имаме биодоза овде. Тоа е едноставно прашање. Дали, под прашање, дали вообичаените вакцини варираат во такво нешто, има, например, за одредени старосни групи, например, колку за мало дете, колку за повозрасно или килограми? Па секако дека, да, тие... Не знам дали сте проучувале. Не, јас не сум многу упатен во предходните вакцини, бидејќи целата ова што е проблематика ми е, сум насочен на новите вакцини, но не се идеални и предходните вакцини. Конкретно кај нас. Еве ќе ви кажам еден пример. Мојата генерација бевме вакцинирани против заушки и бидејќи вакцините биле со поминат рок, ние сите добивме заушки. Кој одговараше за тоа? Никој. Нема регулатива. Дали биле со добар состав? Не биле. Дали биле со поминат рок? Никој не може да го утврди. Тоа е проблемот. За предходните вакцини зборувам. А за овие? Која година е ова чисто вака шлагворд за ушки? Тоа е некаде 97. 97 година. Излезе нешто? Не, превише бевме зафатени со бомбардирање НАТО, така натаму, медиумски. Добро, интересно. Да, не знам ни дали бевте меѓу првите генерации против заушки, затоа што јас сум дете кое заушки се најнормално се лежеа. Најнормално се лежеа. Да, ние ги прележувавме. Каква вакцина, каков бутур? Па, добро. Тоа е една од методите, или да се прележа вирусот, за да се стекне имунитет. Океј. Повелете, продолжете. И во глобала, значи, моите аргументи ги изнесувам јавно, ги пишувам на Facebook, анализирам студии, повикувам на дебата јавно со било кој професор, дури и со доктори кои имаме интерни групи, зборуваме, ако е можно да излеземе, да поставуваме прашања, бидејќи имам многу прашања на оваа тема, кои немаат одговори. Прво е со ова со биодозата. Гаранции да не зборуваме веќе. Кој ви гарантира дека ќе бидете добри? Кој ќе ви ги плати трошоците ако имате несакан ефект? И така натаму, и така натаму. Чи мораме да застанеме еден до друг и да си ги заштитиме правата. И јас сум пред се човек, потоа сум доктор и така натаму. Значи, ова е човечки да се направи. Аргументирајте го малце пошироко, очеко се ова што го кажувате. Еве вака. Пред 3 месеци излегов јавно на протест и држев говор. И таму реков дека новите вакцини
сертификатите ќе паднат од употреба за рок од 2 месеци. Не го реков случајно. Реков дека тие што сега ги промовираат ќе се откажат од таа агенда. Зошто? Бидејќи ги знаев нивните аргументи. Тие мислеа дека соодносот помеѓу инфицираните и смртноста е намален. Но студиите кои што ги правеа беа во период кога немаше грип. Имаше студија во Чиле направена на 10 милиони луѓе. Ја отворив, го прочитав заклучокот, ја прочитав цела студија и утврдив дека целата студија на 10 милиони луѓе, каде што се гарантира ефикасноста на вакцините дека е 95%. Збориме за вакцина за грип. Не за вакцина за грип, туку за вакцина за COVID. Затоа што во вашите претходна реченица спомнавте грип и ми да. направивте конфузија, не ве разбрав Конфузијата зашто сега збориме. ќе ви кажам зошто е така. Ај малце 2 реченици вратете се, па реобјаснете го, ако јас сум се збунил, значи на гледачите не им јај. Зошто е грипот битен во целата оваа приказка? Знаеме дека комплементарно се надополнуваат вирусот на COVID и вирусот на грип. Вие гледате дека немате сега позитивни на грип, туку се од COVID позитивно. Гледаме дека пиковите, најмногу кога имаме инфицирани од COVID, најмногу позитивни, се во периоди кога грипот е присутен. Ноември, декември, март, Грип нема, април. но само COVID владае, добро? Да, но грипот игра улога во зголемувањето на бројот на случаеви позитивни од COVID. И сега кога тестирате... Грипот не е позаразен од ковидот. Ковидот, па и овој омикрон е многу позаразен од самиот грип. Грипот е 1 на 1. Ковидот е 1 на 3. Многу Со омикронот, да, претходно беше 1 на 2, 2,5. Со делта варијантата, а со алфа варијантата може би и помалку. Но ако ги отворите статистиките... Се обидувам да ве разберам зашто го кажувате ова. Да. Затоа што се изоставува грипот. Грипот ни е многу битен. Не разбирам. Немаме опција сега да отвориме, ќе видите кривата како се покачува на позитив. Ворете, објаснете ја, доволно е разбирливо и вака што кажувате. Дека најмногу заболени кога имавме? Добро, во месеците веќе го кажавте кога грипот владее. Но како сега грипот тука учествува во целава приказна? Учествува за тоа што се обидувам да разберам. комплементарно. Што значи тоа? Тоа значи дека помага во полесна инфекција со COVID. Сакате да ми кажете дека во исто време и COVID и грип имаме? Да. Заболуваме? Па да. Добро? Не можеме да го исклучиме грипот постои. Знаеме дека на 2 различни рецептори се фаќаат вирусите. Не знам, така, вие објаснете, да. И паралелно кога имаме период на грип, имаме и епидемија с големени случаеви на COVID. Така. Тоа е. Сега, кога се тестираат новите вакцини, во таа студија од 10 Иако милиона... искрено да ви кажам, мене се уште не ми е јасно како грипот помага на ковидот и се надоврзува ковидот на грипот или грипот на ковидот. Малку ми остана оваа сива зона, но нема да ве негирам ништо, само ви кажам дека ќе ви не кажам баш... една работа. Еве вака, поедноставно. Ако се вие заразите... Не, напротив, бидете источни, имаме доволно време. Да. Ако, пример, се инфицирате со било каква инфекција, не само со грип, грипот ќе ве нападне, тогаш ви паѓа имунитетот и многу полесно е да се заразите со COVID. Тоа е. Добро, благодарам. Повелете. И целата поента што е? Значи, во таа студија од 10 милиони на 10 милиони жители во Чиле, податоците се утврдени баш кога нема никаква појава на инфицирани од инфлуенца. Сега, кога почнува сезоната за грип, студијата завршува. Тоа е интересното. Што треба да заклучаме Тоа од ќе ова? заклучиме дека ефикасноста е тестирана во грешен период. Добро е и корисно е да се тестира истата ефикасност во период на цела година.
тогаш ќе добиевме многу пореални бројки. Во науката, сега, знам дека некој ќе каже теорија на заговори и така натаму, но ова е реален свет. Ова е реален свет. Не можеме да кажеме дека... Господине Атанасов, не мора да се правдате слово. Ја, не чекајте, нема... Јас само ве поттикнувам повеќе да објаснувате. Многу фактори влијаат, исто влијае и финансирањето. Значи, многу научни списања се финансирани од организации, од групи кои што имаат интерес да продаваат повеќе вакцини. Тоа е реалноста сега во светот. Но важно што е целата поука, да се чита цела студија и да се резонира целата студија. Не се оправдува да се прочита само заклучокот. Вие да отворите пример New England Journal или да отворите на Џон Хопкинс универзитет од страната и да кажете еве, тоа е заклучокот, јас сум научник, тврдам тоа дека е така. Не. Прочитајте ја цела студија, барајте недоследности, барајте да го разберете тоа суштински и тогаш ќе ви биде јасно. Јас знаев дека ќе се случи се тоа. И пред. Кое? Со сертификатите се откажаа во Англија. Да објаснете го на широко. Значи, пред неколку дена, пред 2-3 недели, можеби не неколку дена, туку во Англија веќе не важат ковид сертификати. Знаеме дека во повеќе земји ги откажа, Израел ги откажа, Норвешка ги откажа и така натаму. Зошто е тоа така? Зошто? Бидејќи видоа дека нема ефект нити од трета доза, нити од четврта. Да, трета доза апсолутно, да, а камоли четврта него Израел тоа му се случи и на крај ги крена. Впрочем, ако не се лажам, беше дека треба да се вакцинираме за да не се шири болеста. После дознавме дека и вакцинираните ја шират. Јас знам, лекари кај мене ме убедуваат дека вакцинираните нема врз основа на студии, нели? Дека вакцинираните не ја шират, али ја шират. Што ми вакциниран и невакциниран ја шири, тогаш... Која е поентата? Сертификатот е апсурд. Апсурд. Имаме поделба на граѓани, а интересна работа е тоа што се бара, трансфузија од крв од невакцинирани. Се бара плазма од невакцинирани. На почетокот се бараше, сега не знам дали се уште се бара. Не разбирам. Значи, кога имаше потреба од крв во болниците, бараа плазма од невакцинирани. Тогаш зошто прележани? Од прележани, да. Така, затоа што природен подобро е од или прележан или да не е вакциниран. Сега? Сега не сум упатен дали барат се уште, но тој човек ќе спаси човечки живот со неговата донација. Така е. А во исто време нема право да ги ужива слободите. Не е човечки. А има многу. Колку проценти во Македонија не се вакцинира? Над 70. Сега, замислете за држава која се нарекува дека е демократска, дека владее народот и така натаму, вие се уште да имате ковид сертификати. Тоа не е доволно да се процени дека народот не сака да се вакцинира. Истата ситуација е и на сите балкански земји, а и, да речам, во 90% на планетава. И ние, како држава, ги следиме насоките од Светската здравствена организација и ништо друго. Вашите колеги што ги повикувате да проучуваат, тоа значи да престанат да се бават со својата професија, бидејќи ова се обимни студии. Ова не можеш за една вечер да го прочиташ. Ова бара малку повеќе фокус и внимание. И сега лекариве наши јонака едва и кубурат, па и нив ги разбирам зашто немаат време, туку им е добро дојдено. Веруваат во институцијата и во авторитетот на СЗО, државата го пренесува и тоа е тоа. Да, но лекарите ја плаќаат цената. Ако умре пациент, кој е одговорен? Никој. Лекарот? Никој. Во овој пат да, може да кажеме и никој, но секојаш вината ќе се бара во лекарот. А лекарите се должни да постапуваат според науката, а науката ни вели дека нема долгорочна студија. Правдањето е, значи,
Ај сега ја, нели, викате, сте биле меѓу првите. Еве да ви кажам, тогаш јас сум бил и пред вас. Затоа што меѓу првите лекари со кои разговарав кога започне епидемијата, моето прашање беше што ни еден новинар, па ни лекар, па ни антивакцер, никој не го постави, како бе толку брзо ги извадивте вакцините. Одговорот беше дека ковид вирусот се проучува многу одамна. Така да короната е познат вирус уште од 60-тите, ја нели ако тие сродни вируси, ќе видите дека се откриени од 60-тите и од 60-тите се обидуваат да направат. И сега кој им се појави оваа варијанта 19, они има некакви, исто вака ги следам овие работи, они има некакви сознанија врз кои правеа обиди за некакви вакцини и така натаму. Но од друга страна, во право сте, пребрзо дојде, немаше, но тука сега се прашувам сега морал и етика. Значи, кога експлодира ковидот, многумина ги ја заасоцира на шпанскиот грип, кој е факт дека покоси добар дел од популацијата. Значи, ако нешто реагирале, се ја добре дојдени ми се теории на заговор, но не можам да мислам дека нашите медицинари и цела фармакологија е тука за да го депопуларизира светот и да не убие. Ја мислам дека инстинктот беше дека ќе се случи вакво нешто, дека се злоупотреби, тоа се злоупотреби. Но инстинктот беше да не се направи ваква епидемија која ќе масакрира и мислам дека затоа се истрча што е можно побрзо да се извади. Па, ајде да речам дека американците ова некој заговор. Ајде да речам дека е кинезите. Па не може сите у синергија да се и Руси, и Оксфорд, и сите и така натаму, и Индија вади своја вакцина, Бразил, Куба. Значи има нешто зошто треба да се извади. А се слагам дека нема долгорочна студија и мислам дека тоа не е нешто тајно, тоа е очигледно, нели за 2 години не може, дури ние допрва ќе ги видиме, ние не ги знаеме последиците кои ќе ни бидат од COVID-19, а секако се согласувам дека има многу проблематични моменти за се во ова. Но, знаете како, во една расправа еден провакцер вака рече, вика, се си во право, бидејќи го застапува спротивниот став, вашиот став. Се си во право, ама замисли да не реагираше вака медицината. Мислиш ли дека многу повеќе мртви ќе имаше? И тоа е, знаеш, малце прашање шкакливо. Дали да не реагираа вака ќе имаше повеќе или помалку? Можеме само да шпекулираме едните и другите. Ќе кажам една многу важна работа. Да, ве молам. Еве, ако познавале многу факти во врска со COVID вирусот, да направиме компарација со вирусот на ХИВ. За ХИВ вирусот има вакцина или нема? Нема. Зошто не направија за тој вирус вакцина? На исти принцип се менува структурата како и кај овој вирус. Значи, дали средствата ги ја оправдуваат целта? Тоа е прашањето. Сега. Ти што мислиш? Јас мислам, докторе, многу важна работа. Ние многу има кај лекарската фела и кај дел од научниците имаат доста големо его. Принципите на науката не се измислени од човек. Исто како и кај математиката. Тие се откриени, не постојат за џабе. Ако вие морате за некој лек да имате долгорочна студија, да знаете кои ви се бројките, што ќе се случи со тие пациенти после 5, после 10, после 20 години. Не можете да правите исклучок, бидејќи е ургентна состојба. Што ќе се случи, еве, ако вакцините се тие што допринеле да се влоши состојбата? Нашето здравје е
колективно. Вие сте здрав, бидејќи луѓето околу вас се здрави. Сите сме поврзани меѓу себе. Вие го поддржувате имунитет на стадо, тезата? Да, колективниот имунитет Колективен е важен. имунитет? Да. Тоа е едина работа што ја не ја признав. Добро. Знаеш зошто? Борат. Еве сега ќе ти кажам. Татко ми, може би 10 години ги помине у Индија. И беше во средини каде имаше вариола вера. Еднош се вакцинираше и патуваше у места каде што едноставно мораше да се зарази. Значи, на Торлак ја прими вакцината, ја бев дете, ама памтам што му рекоа. Таму само тој генерал го вакцинираше и му рече: не треба ни ревакцинација, заштитен си за цел живот. Значи, не само што беше заштитен тие 10 години да патува таму, не, туку и се враќаше од центри без да поминува ни карантин, ни ништо, иако дека бил у забранети зони и се, па не зарази ни нас. А знаете, докторе, колку заразна болест е вариолата? Да, смртоносна. Смртоносна. Значи, вакцината за вариола вера е совршената вакцина. Нема посовршена од неа. Ако не се Ни последици, ни ништо, татко ми си поживеа живот и така натаму, никакви последици нити приметивме. И сите овие работи кои следат овакво не се случија. Затоа ја не можам да бидам антивакцер, знаеш, против сите вакцини, кога сум видел дека вакцина стварно помага. А се согласувам дека за многу вируси ние не најдовме соодветна вакцина. Па добро, а зошто, пример, еве, генерализираме? Ако кажеме, еве, дека овие се вакцини. Пред да се појави ковид вирусот, ова сега што го нарекуваме вакцини, се нарекуваше генетска терапија. Добро. Што треба да заклучам од ова? Треба да заклучиме дека многу е важен составот на тоа што го нарекуваме вакцина. Добро. Ако јас пијам таблети и некоја таблета не ми се допаѓа, јас не сум против сите таблети. Така е, нешто ви одговара, нешто не. Има лекови кои ми идат, некои кои не ми идат. Апсолутно. Исто и со вакцините. Па добро, кој Синофарм, кој Pfizer. Добро, ама технологијата е нова. Ова е нова технологија. Така? Недокажана технологија. Што се вашите сомнежи и заклучоци за ова МРНА вакцина? МРНА вакцина. Што се случува? Ќе бризгат. Ќе дојде во ендотелот на артериите. Мислам, составот на вакцината. Во ред. Таму ќе се вгнезди во клетките. Откако ќе се вгнезди, МРНА молекулата помага и диктира на клетката да произведува спајк протеини. Добро. Од каде ја дава таа наредба? Дали се вградува во геномот или во цитоплазмата? Многу зборуваа дека останува само во цитоплазмата, после ја снемува. Не се врти. Добро, се извинувам. Потоа излезе дека влегува во геномот. Дека се интегрира во геномот. На клетката. Да. Значи, што значи дека клетката после натаму што е проблемот ако се интегрира? податок во ДНК-та има? Не можам да ги тврдам тие податоци, бидејќи не, добро, шпекулираме. Шпекулираме сега дека што е ако се интегрира во геномот. Ама ова го знаете како факт, го знаете? Па да, јас сум го учел тоа. Че на факултет се учи. Не, за вакцинава дека се интегрира у геномот. Овие вакцини. Поделени се мислењата. Што се мислењата? Ако ве молам пренесете. Имаме стручњаци из цел свет кои што велат да се интегрира во геномот. И тоа треба да се разгледа. Има стручњаци што велат и пологички е да се интегрира во геномот од некоја си логика. Но има стручњаци што велат дека останува во цитоплазмата. Сега, што е проблемот? Ако се интегрира во геномот, значи, информациите потекнуваат од нашата ДНА. И тоа можеме да го пренесеме на нашите поколенија.
Ви кажам интересна работа. Што ќе пренесеме? Информациите од mRNA вакцината. Какви информации? Информации кои што содржат податоци за да создаваат, да дават наредби на рибозомите да продуцираат спајк протеини. Ја новинарски. Добро. Лари Кинг, само ќе те што ќе произведуваат тие спајк протеини? Што ќе прават? Спајк протеините што прават? Спајк протеините ја напуштаат клетката, се мултифункционални и ќе дојдат во крвотокот, таму ќе бидат препознаени од имунитетот и ќе се стекне имун одговор. Но, имаме друго прашање. Во колкав титар? Колку протеини ќе дојдат во крвта? Добро. Тоа е многу битно. И од каде? Дали ќе биде од ендотелот на капиларите на раката, или во мозокот, или во друг орган, што е многу исто така битно. Зошто? Бидејќи последиците може да бидат катастрофални по Зошто? здравието. Какви? На што се сомневате, од што се плашите? Се плашиме од неколку работи. Првата работа е тромбоза. Создавање на тромби во крвта. За нас лично или за наредните поколенија збориме сега? За нас. Прво е за нас. Тоа веќе го утврдивме. Значи ништо ново сега не ни кажувате, знаеме дека има ризици од создавање на тромбоза. Дали од вакцина, па дури и од прележани. И друга работа има. Дури и од прележани природно кои преживеале короната, да им се создаваат тромбови, значи дидимерите да им се покажат после ова. Сега мене би ми било интересно да прашам и зошто короната ги покачува дидимерите, а ако вакцината која треба да е слична на короната, логично е дека постои ризик и она истото да го направи како последица, да те заштити од короната, ама има последица дидимерите да ти ги кача. Да. Зборевте вие за ДНК, дека РНК, дека се наследува. Што ќе наследат они со тоа? Ова ќе го наследат. Сакаш да ми кажеш дека проблемот е што не знаеме. Не знаеме. Не, шпекулираме. Шпекулираме ако е дел од геномот, ако е дел од геномот. Да, ќе се пренесува. Не знаеме како ќе резултира на идните генерации. Можеби ќе имаат конгенитални аномалии. Што значи тоа? Вродени аномалии да имаат. Не знаеме дали ќе имаме зголемена инциденца па на друга болест. Како тоа ќе влие? Знаете, медицината не е откриена. Ние не сме на научно ниво за ова вака да го симулираме. Господине Атанасов, па вие во овој момент, ние цела планета човештво учествуваме 7-8 милиарди токму во таа клиничка студија за експеримент. Ние сме, ама не е тајна дека ние сме во овој момент експериментални глувци. Па да. Ама него ни крија тоа. За мене ова не е ништо ново. Фере да се плати на тие што јас сум покренал иницијатива целиот овој профит да им кој е огромен, плати дајте им на луѓето. Луѓето ризикувале. Бидејќи нели има студиски групи каде што имаше доброволци се прифаќа, вакцинираме не со едно, со 5 и кешарица. Колега Северет? Добро. Мислев да не има некој проблем. Гужва сме у студија. Интересна ми е тезава и заклучоциве. Прашање е дали времето во кое живееме со оваа состојба заслужуваше ваква радикална мерка. Тоа е прашање. Како што они викаат да, вие имате право да кажете не. Што е проблемот? Проблемот е што не знаеме кој е во право во овој момент и живееме под ризик. Кога не знаеме кој е во право, се слагам со вас дека треба да ни се остави право на избор. Лага најголема беше дека невакцинираните се опасноста на светот во ширење на заразата. Се покажа како неточно, но се покажа точно дека овие првите што беа вакцинирани, дека процентот на смртност беше доста намален. Процентот на смртност кога немаше грип. Еве сега јавно излегуваат, изборуваат професори кај нас во Македонија дека процентот на смртност, тури и на сите имаше, дека 61%
61%. Фала што ми го спомна сите. Знаеш како? Ова дека 61% ова да плисна вака во лице шла. Не, се шегувам, атанас да те опуштам малце. Сепак е ова јади бурек. Сите што сакаат да си гледаат камерни емисии, ќе си сменат канал или ќе те поканат на некоја друга. Ја со керефејки правам. 61% од вакцинираните, со целосно вакцинирани, имаме во болнички устои. Значи хоспитализирани. Така. Сега, зашто мерки? Зошто? Зашто мерки? Овде исто и се согласувам, значи уште еднаш велам. Ја сум вакциниран. Сам одлучив, никој не ме пронуди. Ама затоа сте тука, потполно давам право и има право затоа што после Нирнбергшкиот процес и влезено е во Обединетите нации, во основните човекови права. Никој нема право да те принуди на било каков начин да ти нешто примиш во телото. За жал, кај нас се изродија, како да кажам, по една партиско, либерално, слободарска поделба, едните небањати лоши, слободумно мислеле, другиве само се грижеле за општото здравје, дегутантна стана состојбата. Ние не разговараме за здравјето, ние разговараме како да не се спротиставиме на власта која во овој момент донела таква одлука. Она да донесеше друга одлука, ние да се побуневме за другото, истиот муабет ќе беше. Значи само се слепо се брани една страна, не се брани медицинска логика. Бидејќи ако не се лажам, еве ќе кажам за мојот пријател доктор Дениловски. Иако он е проваксер и така натаму, е еден од ретките епидемиолози. Го пензионираа во септември, во октомври имавме епидемијата. Па барем човекот е се уште тазе, ангажирај го во ваква ситуација се тие луѓе, знаеш, тие немаат рок на траење. Мислам, тоа само покажа дека општествата несоодветно реагира. Кога имаш несоодветна реакција, знаеш, слободните луѓе трпат, па на крај камиони ќе ти ја блокираат цела земја. И тоа се случува во Канада, тоа се случува во Израел, тоа се случува уште неколку европски земји, ама нели масовните медиуми тоа не него, ние мора да слушаме што ќе ни каже сител, затоа што како ќе го искомендуваат од влада кој ќе му пратат соопштение од комисијата за заразни болести кој ќе каже до влада ќе рече окей, фала што ни кажавте, денеска 6 сати може за таа религиозна група, другите мора да бидат у локдаун и така натаму, смешки, ние живееме во апсурд. Буквално. Интересно е тоа што, еве сега, после укинувањето на сертификатите во Англија, во Данска и така натаму, ќе дојде и тоа тука кај нас. Кога тогаш ќе дојде? Дали во лето, дали сега во рана пролет, ќе дојде, ќе се укинат ковид сертификатите. Мој совет, моја препорака, од тоа што го знам, еве, пред се прво до Комисијата за заразни болести, е што е можно порано да ги укине тие ковид сертификати. Зошто? Ќе се отворат многу прашања за тоа колку биле ефикасни вакцините, зошто кај нас имаме толку висока смртност, највисока, незадоволството кај граѓаните ќе расте, политиката денес има еден став, утре може да има друг, во зависност од расположението на граѓаните. Може да го смени ставот, а ова е политичко прашање повеќе. Не е медицинско прашање. Да беше медицинско, немаше да имаме ковид сертификати. Тогаш, кога политиката ќе го смени ставот, ќе се бараат дежурни кривци. Кој ќе биде крив? Не дежурни кривци. Има реални кривци. Реални кривци. Постои, Атанас, потполно те разбирам. Потполно те разбирам и во право си. Мора да се само внимава кај на нас ставот. нема да се случи. Тоа ќе биде светски процес, нов Нирнбергшки процес. Да. За жал нема ни овие, гледам и антиваксерите нешто се фураат, овие ќе направиле ништо. Никој не знае.
Тоа ќе си дојде многу природно, ќе си дојде спонтано. Веќе доаѓа, нема да го направат ни едните ни другите, ни вакцери, ни антивакцери. Народот. Но ќе си дојде, како да ти кажам, самите закони поставени во демократијата природно ќе се постават тие прашања. И кога ќе ти дојде тоа на уставен и кога ќе се разгледаат независно сите тие работи без политички притисок кој во моментов е врз сите влади, гледајте, Трудо мора во Канада воредна ситуација да прогласи. Канада воредна ситуација, нонсенс. Така што ќе одговараат заради неодговорноста. Заради преземање слепо мери. Но првин ќе го направи некој, па на крај и овде ќе дојде. Значи, стравот на оние што можеа поемпатично и похумано да реагираат овдека, кои реагира едноставно како ние, па дури ни по СЗО, ние гледавме Србија што прави, па правевме и ние, ако не се лажам, дури и со мерките. Но кога ќе почне тој процес, а јас сум убеден дека ќе почне. И нема брзо да дојде тој. Ќе помине доста време, затоа што многу пари акумулира, со пари се купува и суд, и држави, и све, ама ќе секнат парите за 4-5 години, тогаш ќе дојдат работите. Ова како новинар ти го кажам, знам тие процеси, иако брзо се случуваат, 4-5 години е многу брзо време. Да. Многу брзо време. Да. Кај нас убаво би било вакцинираните да можат да се организираат и јавно да се откажат од ковид сертификатите. Тоа ќе покаже дека се грижат едни за други, дека немаме веќе поделби. Немаме поделби. Еве, јас како лекар ќе се борам за правата на вакцинираните да добијат парични компензации. Фере да им се плати. Дали ги проучувавте вакцините, ефикасноста на едни и други? Например, Спутник исчезна од радар, не знам зошто. Реакциите кај Фајзерот беа многу, како МРНА беше многу. Израел цел беше вакциниран. Еве и сега со 3 може дози, да провери. Заразноста е огромна и така натаму. Тоа го елабориравте, дека ефикасноста, не може да е вакцина само 2 месеца, они викаат, па и вакцината за грипот е така, не разбирам стварно. Ни се менува вирусот. Прво ни се менува вирусот. Што сакаш да ми кажеш? Се менува структурата. Треба да живееме со него. Треба да живееме, но како овие 3 години ќе поминат, после ќе ковид вирусот ќе предизвикува многу мала смртност. Нема да е како сега. Сакаш да кажеш како дека инфлуенцата. Секоја и генерација како идат се поотпорни и поотпорни ќе бидат. Да. И ќе имаме колективен имунитет. Спремен се таа жртва еве на пример за нашите родители, бабовци, дедовци кои се многу почувствителни. Видете, јас посакувам да има лек. Мислите дека јас не посакувам да има лек? Не, апсолутно. Мислите дека не посакувам дека вакцините треба да бидат? Да, не. Јас посакувам тие вакцини да се супер. Да. Значи, ама мораме да внимаваме, мораме да ги оправдаме, да ја оправдаме целта. Во медицината не можеме да си дозволиме грешки. Не смееме да бидеме лекоумни, кратковерни и така натаму. Јас кога полагав за лиценца, на мене ми рекоа дека морам да сум лекар кој што ќе дава терапија врз медицина што е со докази. Медицина базирана на докази. Надри лекарството е казниво во Македонија со закон. Тоа што Баба Рада го правеше на телевизија. Со вакцини кои што немаат долгорочна студија. И ќе ми дојде на мене пациент ќе каже: докторе, нема долгорочна студија, дали да се вакцинам? Дали сум јас лекар? Тоа е прашањето. Им советувате ли вие на сите да проучуваат? Малце е тешка оваа материја да секој да го проучи, ама па од друга страна реторичко е прашањево, нели кога ти е за здравје, ако треба и на француски ќе го учиш, ќе го читаш, што се вика. Но сепак се работи за многу стручна литература. Мене ми е тешко да ги следам. Тешко е, затоа ние како медицинска фела мораме да чекаме солидни докази.
без солидни докази, а тоа е долгорочната студија, 100 пати сум ја рекол и ќе ја кажам, не можеме ние да имаме став. Ке се покаже вакцината, еве, карикирам, како неуспешна, ќе бидат криви лекарите. Нема да биде крив директорот на Агенцијата за лекови, нема да биде крив министерот, нема да бидат никој криви. Прстот се вперува во лекарите, во медицинскиот персонал, кој што во оваа пандемија дадоа огромна жртва. Огромна жртва. Се согласувам. И криво ми е за моите колеги, не сакам во иднина, вие сега од реалниот сектор ви зборувам. Довербата во докторите е намалена. Луѓето се плашат да идат на лекар. Ние треба довербата во институциите да ни е намалена, а не во лекарите. А лекарите... Животи ни спасуваат, а не институциите. Да. Не комисиите, не владините. А комисиите се тие што Тоа сакате да ми го кажете, да, така? Да. Комисиите ги тераат своите агенди, а лекарите можеби дел од нив сакаат да излезат во јавност и да го кажат нивното мислење. Докторе, предпоставувам дека ги следевте и оние дебати во Американскиот конгрес, каде што на вистина тоа кај нас не се случува апсолутно. Нашиве политичари се табула раза која се однесува за здравјето на. Но ете во тие клети американци покажаа најголема демократија. Значи излегуваа сенатори кои сериозно се сомневаа во сериозни дебати каде што многу слични ставови на вашите изнесува, каде што имаше тежина на искажаното беше неспоредлива и човек стварно да се замисли во целава работа. Америка е далеку по-демократска земја од другите земји. Во овој момент, значи, можеме да заклучиме дека сме само под силно влијание на лоби групи на фармакопејата која одредува целава работа. Просто ми е неверојатно дека успеа целиот свет да го контролираат 2 години. Па се контролира свет кој што е исплашен. А тоа да. Тука е. Гледаме низ медиумите кој е стравот што се шири. Вината е во нас. Не знам дали е... Докторе, ако си уплашен, па 2 години тој страв да го прифаќаш, проблемот е во нас. Нивно е да проба да те уплаши. Знаеш, Да. мало куче лае. Ти ако се плашиш, ќе продолжи да лае. Ако ќе се свртиш и соочиш, малце ќе се сепне. Никој гледаме дека тие пакет of resistance почнаа сега да се јавуваат. И тоа е најверојатно тој природен процес на отпор. 2 години ни требаше и народот се буди. До летоска они ќе мораат, затоа што нели, фармакопејата заработи, а владите го искористија овој момент да владеат апсолутистички и во овој момент никој не прашуваше кој краде пари, нека и нас, цел свет. Да. Перење, пари идат од едно на друго и сега дека пандемијата завршува е новото звечкање со оружје. Бидејќи за да продолжи оваа благодатна состојба за властите да го контролираат и држат населението во здрав, кога веќе не може со корона, веќе народов не се плаши од корона. Јас стварно гледам дека не се плаши. Луѓето веќе им е јасно. Денес имаат сите пристап до интернет, се едуцираат, слушаат различни мислења. Не е телевизијата само таа што ги дава информациите. Дали го слушавте јавувањето сведоштвото на човекот 10 минути што плачеше во мојата емисија за трагедијата што му се случи? Да. Имате ли коментар за тоа? Разбравте што му се случи? Да. Дали тоа ја отсликува ова што го збориме јас и вие вечерва? Тоа е... Бидејќи Таа е трагедијата, таа е трагедијата која ги отстикува сите овие 30 години во Македонија. Таа е резултатот од нашата матрица, од тоа што шлакаме раци на избори. Не можам да ја коментирам бидејќи премногу е општото. Да, општото. Затоа што мене веднаш после тоа ми се јавија луѓе Да. од здравство во системот кои ми рекоа
вика, слушаме, плачеме и да ти кажам, вика, не е единствен случај. Сега. Многу е важно што ќе се направи во овој момент. Повели. Јас како доктор, дали ќе партиципирам во здравство кое нема услови? Зошто докторите го прават тоа? Зошто кога немате персонал на оделение, вие идете на работа? Соберете се, протестирајте, па нека дојдат политичарите, нека ги лекуваат. Значи, пациенти ни умираат. Ако нема услови во здравството, мора гласот да го дигнат докторите. Мора здравствените работници. Не можете вие да се правдате дека, еве, нема услови, окей. Јас би се откажал од работа. Би рекол, еве, нема да работам, нема да сум дел од овој здравствен систем, нема да дозволам, и тоа е неодговорност. Ако идам на работа во оделение кој што нема основни елементарни услови. Значи, мора да го кренат докторите гласот. Тоа е многу важно. Матрицата мора да се смени. Начинот на размислување. Треба да кажеме, не, овие услови не ги прифаќаме. Тоа е најбитното. Докторе, би направил кратка пауза, после тоа ќе се обидам да видам дали ќе го продолжиме продолжиме, поточно сакам да ги вклучам гледачите, вие се согласивте, па ќе видиме, еве, чисто дали имаат некои своји прашања кои би ги поставиле во целава работа или нешто слично. Режија, одиме со кратка пауза. Визијата на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Македонска империја. Издание на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитете повеќе на www.makedonskosonce.com. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална
телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Почитувани гледачи, продолжуваме разговорот со доктор Атанас Атанасов. Поточно ја немам повеќе што да го потпрашам, он ги образложи и елаборира на свој шармантен начин неговите ставови, малку посмирен. Различни сме у динамиката, се извинувам поради тоа и нему. Обично ја колерик, вие сте малце по-кул. Во вториот дел јас би ги отворил телефоните и да видиме чисто дали јавноста има нешто да потпраша на оваа тема или каже, така да во овие наредни минути. Дали имавте комуникација вака некаде со по медиуми или со луѓе? Што ве прашуваат обично? Луѓето обично... Да ми слушалка уво да чујам ако има некој на линија, кој ќе има, режи ако може да го пуштите, ако не ништо повели. Луѓето обично се загрижени што ќе се случи во иднина, дали ќе бидат приморани да се вакцинираат. Во глава тоа ме прашуваат, бидејќи ме прашуваат на протести кога одам. И што им одговарате? Не знам. Каков човек сум јас ако ги знам сите одговори? Не, шпекулацијата, на што ви мириса? Дека ова ќе го направат мандаторно? Да бидат задолжителни веќе е касно. Но дали ковид сертификатите ќе еволуираат во нешто друго, тоа веќе не знам. Ќе останеме да видиме. Ја мислам дека ќе се укинат. Сум оптимист. Сеедно ако се укинат, да, значи ли укинување на сертификати и укинување на вакцината обавезно? Не. Може би тоа ќе резултира со укинување со забрана за користење на тие вакцини, но да се укинат сертификатите ќе биде голема добивка за нас како општество, бидејќи ќе покажеме дека сме луѓе, дека не сме животни кои што на сила се вакцинираат. Имаме гледач на линија. Добро вечер, повелете во програма сте. Ало, добро вечер, повелете. Поздрав до емисијата. Поздрав до докторот. Благодарам. Ало. Да, ве слушаме, повелете, поставете прашање. Па голема благодарност доктор што вака јавно ги поддржува ставовите на невакцинираните. И ќе ве замолам како водител да го оставите да... Благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно. Не сум ве оставал да зборите, сакаше да каже. Добро. Секој си има свој став сега, не можам да ги... Дали се чувствувате дека не ве оставал да се изкажете? Не, јас сум доста супер тука, пријатно ми е со вас. Брзо ни минува времето, можам да ве пофалам дека сте одличен. Супер водител, сум ве гледал и порано, така да... Благодарам на комплиментот. Ве прашувам, дали потполно се искажавте оно што сакавте или ве прекинував? Да. Мислам дека се е кажано, но ќе спомнам уште една работа, подоцна. Прво да се слушнеме со гледачите, ќе спомнеме за една многу важна студија. Тука што ја донесов во студиото. Зошто не ја кажавте? Па... Се бевме преопширни. Да, премногу бевме фокусирани. Одиме со следниот гледач. Добро вечер.
вечер. Повелете, во програма сте. Вака, јас ќе поставам неколку кратки прашања за докторот да го поздравам. Фала. А прво да го прашам докторот зашто не се сети оваа комисија 2 години да ги контролира границите како секоја нормална земја, кој е тестиран, кој не е тестиран за да влезе во државата. Тоа е едно Второто прашање. прашање ми е, Добро. оние, јас барем неколку пати имам сретнато за овие 2 години, шарање на небото со оние патнички авиони. Добро, што збореа кемтреловите, дека окей, тоа е второ прашање. пушта И трето нешто. прашање? Тоа, второто прашање, што мисли за тоа? Добро. И од старт ме интересираше една логична работа, како може одеднаш во цел свет да се зарази од едниот вирус, па од другиот. Значи, најзабутани места во Сибир, во не знам каде, да биде тој вирус за многу кратко време. Одлично прашање. Значи- Благодарам за јавувањето. Ја би идел од трето. Како трето. вирусов успеа толку брзо секаде да се прожири, па и во изолирани средини? Интересно е тоа што се предпоставува дека пандемијата е почната многу порано отколку што е објавена. Значи неколку месеци, можеби пола година, во Кина криеле дека Ама тоа е најверојатно- првиот сој. Тоа е- Гледачот да. Финове праша дека и вториот и третиот сој, значи веќе имавме мерки, а вториот и третиот сој се проширија. Имате ли некоја своја теорија или Не, тоа шпекулација? е јасно, не е шпекулација, значи Туку? сите сме поврзани. Значи моментално како што функционира светот, сите сме во контакт едни со други и многу лесно е кога имате вирулентност од 3, R3, да се вирусот шири брзо. Второто прашање му е за кемтреловите. Тоа не би Поточно го- тезата е дека во суштина не прскаат со вирусот. Не, тоа не би го Благодарам. коментирал. Не е А за мој комисијата за заразни болести Исто, зошто не не е негов домен? Комисијата треба да одговори за тоа, на тоа прашање. Јас Али јас сум- добро што го постави јавно Да, прашање. добро е прашањето, нека слушат, И нека одговорат нека тие што одговорат, има социјални мрежи, еве, јавно нека кажат. Тоа е. А во врска со ширењето. со ширењето, нормално е толку брзо да се шири, бидејќи Не ви е ништо чудно тоа? не, барем на мене не ми е чудно. Како научник и како лекар? Да, Добро. не е чудно тоа. Благодарам. Добро, чекај сега да те прашам. Чекај малце, режи. Мислиш дека затоа што, например, се појавува некаде на вистина во изолирани места, а вирусов не учеа дека мора да се двајца блиску во просторија да се префрли. Сметате дека овој вирус може и airborne малце повеќе и по воздушни струи да... Има еден проблем во врска со дијагностицирањето. Сега, за да дијагностицирате COVID болен, потребен ви е PCR тест, така? Добро? Сега, PCR тестот може да даде лажен податок. Ако го подесиме на многу циклуси, примерно на 45. Но ако го подесиме на 20 циклуси, најверојатно ќе покаже точен податок. Сега, тука, кај нас, но и во светот, јас не сретнав протокол кој што налага на колку циклуси треба да се прави PCR тестот. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. И тоа може да ни направи забавно. Не, готово. Се е јасно. Одлично поента. Добро вечер. Режија? Ало? Добро вечер, повелете. Добро вечер. Во тек, мислам, за вашата емисија за вакцините сакам да разговарам, дека бевте препуштени на личен избор, сами на себе, и се сложавме како заедно со сурфање на медицински страни и слично. И не најдовме на големо разбирање кај здравствените работници, но моравме ние, например, како семејство, да отидеме у Врање дури за вакцина,
затоа што бевме условени за кој вид на вакцина може да ја примиме, а нашиот доктор препорача поради хипертрофична кардиомиопатија да одиме во исклучиво со кинеска вакцина. Овде рекоа не може таа и моравме да одиме во Врање и тука веќе беше изложени на трошок, на губење на работно време и други, мислам, деранжирања наши. Бевме упусто така оставени како единки сами да се снаоѓаме, што зборите и вие во емисијата, немаше јасен став, водич кој да не упати. Видовте дека е сигурност на сите страни. Немавме протокол, господје. Друго сакам да прашам, ако да, е можно. Што е прашањето, повелете. Мојата мајка почина од корона на инфективна клиника пред 2 години. На многу лош начин, никој не ни дигна телефон, а имавме добиено телефон за контакт, без идентификација на крајот и ми остана таа мисла, дали е возможно ексхумација да се направи, кој би го тоа платил, затоа што ние бе изложени на енормно скап погреб тогаш. Со затворен сандак. Интересира, дали може да се ја смириме совеста некако, дека лошо испадна тоа? Добро, ви благодарам за прашањето. Докторе, ова е малце тешка тема. Таа е доста тешка тема. Многу луѓе загубија блиски и роднини. Жалам за вашата загуба, но одговорот не можам јас да ви го дадам на тоа прашање. Јас сум општ доктор. Тоа треба да ви го одговорат институциите. Човечки, што би ги кажал? Приватно. Можам само да ја дадам утеха. Ништо повеќе. Ништо да дадам вака, совет, ништо да совет не се губи волја. Демек да продолжи, во смисла да продолжи таа борба, да се избори за да го направи тоа што го каже, за компензација, да се направи ексхумација. Бидејќи знаете дека има еден нонсенс, вирусот живее во жив човек, така? Добра. Кога ќе умре човек, во тој човек нема вирус. Може да има бактерија. Дали е тоа точно? Може да се утврдат патолошките промени што настанале. Никако медицинско воопшто ве зборам, не за... Да, дали е точно, вирусот ќе постои после смртта, ќе се размножува одреден период, после во мртви клетки, не знам колку е возможно да се размножува. Значи, Го ја прашувам логиката на затворени сандаци. Логиката, јас не ја гледам, не ја оправдувам. Зошто затворени сандаци? Најверојатно луѓето и институциите биле исплашени дека може тој вирус и од мртви луѓе да се шири. Значи, Која е носиме оправданоста, не знаеме. мерки од страв, а Да. не врз И основна доста наука. скапо беше сето тоа, како да кажам, врз терет на граѓаните да мораат да плаќат скапи погреби, скапо и доста нехумано дел од нив да се закупуваат ноќно време, но тоа е тоа. Благодарам. Одиме со следниот гледач. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете, добро вечер. Се јавува една ваша гледачка, па сакав една информација вака во врска со темава корона и вакцини. Вака сега ме интересира, пошто господинот е доктор кај вас во емисија, и сега ме интересира колку е етички на едно оделение на клиника, да не го кажам сега јавно, вработените да идат заболени сите, а пациенти примаат и самите пациенти таму се заразуваат. Колку е етички тоа, сега кажете? Благодарам за прашањето. Докторе, што ќе одговорите на ова? Не знам, ја не сум слушнал за таква работа, но не е етички. Ако сте заболен некако, како професионалец, како лекар, туку и како човек. Ако имате симптоми, треба да се изолирате, да седете дома, да не го пренесувате вирусот, да не одете по ресторани, по кафичи и така натаму. Чи етиката е јасна. Апропо на она што го говоревте, дека лекарите се жртви на системот и дека не смеја да дозволат да ги стават во вакви никакви услови, каде што вперуваме со прстот врз лекарите. Тоа е. Да се навратиме на ваша дефиницијата. Ова е дефиниција. пример. Добар пример е тоа. Во пракса. Во пракса. Реалноста не удира, дури и овде во емисија.
Добро вечер за следниот гледач, повелете. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Ова е завера мрачни сили и нов светски поредок. Крај. Океј, ќе одиме со следниот гледач. Значи, не сакаше господинот да постави прашањето, си го кажа својот мислење и став. Но ја би ве замолил прашање, нели, затоа и ја отворив, инаку кај мене во емисија во секое време можете да се јавите и да го кажете, нели, и поопширно. Добро вечер, повелете прашање за докторот. Зашто ни еден политичар во светот не почина од ковид? Значи, тоа ви е реторичко прашање, благодарам. Не е прашање од вас, нормално. Сите имаме прашања, но во ред, оправдано е. Не сте должни да одговорите на секое, но знаете како, дајте си за право да шпекулирате кога, нели, вакви реторички прашања се кажуваат. Чисто и можеби и вие имате некој, можеби свој интимен став. Во врска со политичарите? Сега со ова прашање. Да, дека политичар, ниеден политичар не почина од ковид. Треба да проверам прво. Да ги најдам починатите политичари, па потоа во следна емисија. Хенри Кисинџер има 99 години. Браво. Така, и жив е уште. Добро, се изолира. Нема збор. И Кит Ричард е тука негде. Добро вечер за следниот гледач. Добар вечер, Повелете. господи Јанко. Повелете. Јас се јавам од Штеп. И Повелете. сакам да му дам на докторот голема благодарност, што е многу искрен. Искрено човекот толку баво зборе и да го поздравам и така да продолжи. Фала ви многу и пријатно. Со која песна? Се шегувам. Пријатно. Благодарам. Доста ми значи Луѓе забораваат дека јади бурек, се вика емисијава. Кажи ми, доста луѓе? Доста луѓе ми даваат подршка во сето тоа што го правам и тоа ме прави уште повеќе решителен да продолжам со протестите, со гостувањата на емисии, било каде. Ке имате ли некои нови протести? Планирате ли нешто? Нормално не мора да кажете, не мора да знаат непријателов. Не, слободно, не е ништо тајно. Во моментот има протести. Ги има во Струмица, секоја недела, ги има во Битола. Се надевам дека луѓето ќе се охрабрат, и вакцинирани, и невакцинирани, да кажат, еве, стоеме еден за друг, нема поделби повеќе, ќе си ги заштитиме човековите права, ќе излеземе јавно, нека биде спонтан протест, мирољубив, значи демократски, како што доликува. Дали имате напади од вакцинираните? Хейтови, напади? Па нормално е да има. Има, Ама јас ги почитувам нивните ставови. Не знам, Не би требало ако се луѓе, кои што се декларираат луѓе од науката, да бидат многу потолерантни, нели? Науката е, ако ништо друго, е многу толерантна. И она бара question everything, знаеш како што викаат. Ете, тоа е тоа. Многу добро го кажавте. Науката поставува прашања, а религијата верува. Ако вие јавно излезете и кажете јас верувам во вакцините, вие не сте научник, можете да верувате во црква. Мојата работа што е? Да знам или е добра, или е лоша. Или не знам. Во овој случај не знам. Благодарам. Одиме со следниот гледаш. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Поздрав до вас, Јанко, поздрав до докторот Атанас. Едно прашање. Вака, се однесува конкретно за децава на училиште, за маскиве. Браво. Браво што се сети некој. Браво. Извини. Ете. Ви благодарам. Јас сум виновен. Керка ми плаче секој ден. Браво, браво, браво. Повели. Така, јас сум родител, значи, на малолетно дете 8 години
И се што се случува, значи во нашето училиште каде што учи моето дете, заедно со уште еден родител, значи војуваме. Борба. Сега, дали првенствено прашањето ми до докторот, дали треба децата да носат заштитни маски на физичко воспитување? Тоа е една работа. Абсурд. Второ, дали треба да носат заштитна маска или прекрика на лице за време на час? И доколку се случи нешто на сите тие деца, не зборам конкретно за моето дете, нели, анестезица, крвтечење од нос и така натаму, белодробни заболувања, срце и сето тоа за дете се работи, кој ќе одговара за тоа? Добро прашање. Треба да се тужат сите тие во образование или треба да се прават, да се почнат убиства? Благодарам. Докторе, да. Значи, ве молам, јасно и колку сакате опширно, ако треба нека биде последно. За ова јас се извинувам што толку бевме расплинати, заборавив за ова клучно. Носењето маски и особено ова кај децата. Ве молам, повелете. Апсолутно сум против носењето маски. И одма образложувајте. Образложувањето е медицинско што можем да го дадам. Мора да слободно да дишат тие деца, да дишуваат кислород, да им работи мисловниот процес, но и друга работа е многу битно. Важно е да имаат контакт со другите бактерии, со другите патогени микроорганизми, со другите вируси. Значи, со носењето маски, поготово вака како што е сега, по 6 часа, по 7 часа на ден, секој ден, 5 дена во неделата, тоа е казна. Не образложивте зошто треба да бидат во контакт со други патогени. Треба да бидат во контакт за да се ојакнува имунитетот. Значи, имунитетот стекнува одговор, ако влезе бактерија или вирус, мора да ја препознае и тој соодветно да одговори во иднина. Ако ние, еве сега, хипотетички да кажеме, се изолираме, ставаме стаклено ѕвоно врз нас, после неколку месеци излеземе надвор во средината, тогаш сите патогени микроорганизми многу лесно ќе не надвладеат. Еве, како новинар ќе ви ја пренесам веста од мај месец лани, кога 50 деца заболеа од бактерија на грло, која е вообичаена и која кај нормалните деца кои комуницираат, затоа што биле овие држани во изолација со маски и така натаму, кога се соочиле, сите покажале малку повеќе симптоми, заболени и клиниката беше преполна. А тоа е како последица на носење маски, на изолационизам и децата не комуницираат. Децата со играњето ги стекнуваат и го зајакнуваат сопствениот имунитет со разменувањето на разните бактерии, вируси, патогени или не. Така ние како цивилизација и како луѓе од почетокот обстојуваме. Се извинувам вака што... Маските, интересно е тоа што никаде не важат овие мерки, не важат во собрание, не важат во кафана, било каде, за возрастните, само важат за децата. Ги слушаме овие што се од експертите од Комисијата за заразни болести, јавно на телевизија, како препорачуваат да се носи маска во затворен простор, а тие се сите без маска во емисијата во затворен простор. Како прво, самите не веруваат во тоа што го зборуваат. Интересно е зошто е до толку, која е причината па до толку да имаме јавна хипокриза во однос на тоа прашање. Тоа е јавна хипокриза. Јас ќе ви кажам на вас, носете маска, а при тоа јас нема да се придржувам кон тоа што јас го велам. Не е во ред. Ако веќе нешто сугерирате, почнете од вас.
Немојте да давате сугестии, а при тоа вие да ги прекршувате во истиот момент и јавно на телевизија тоа. Благодарам. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Да, повелете, во програма сте. Добро вечер, ве слушаме, повелете, во програма сте. Добро вечер. Повелете. Дали ме слушате? Да, ве слушаме, повелете, поставете прашање, повелете, добро вечер, повелете. Жалам. Би сакал, ако може да Консистич. одвојам. Да. Едно. Да завршиме со прашањава. Добро, ајде. Може И ќе ви дадам, нели, за завршен збор, сакате за студијата. да, Ајде, уште едно јавување и ова е последно. Нема починато од ковидот. Би сакал да му одговарам дека ова е војна помеѓу политиката и медицината, во која политиката победи. Пандемијата е сигурен коалиционен партнер на владеачката партија. Ова е се оди и во прилог на тој кој што се јави и краток даде кратко е војника што рече во прилог на создавање на една нова светска и така натаму, да не должиме, меѓутоа поддршка и до господинот, до докторот, кај што го сватив, разбрав дека одржува трибини или протести за да нема поделби меѓу луѓето на вакцинирани и невакцинирани. Секоја чест, затоа што секој има право на избор и неговото право на слобода и на избор треба да се почитува. Дали сака или не сака да биде вакциниран. Сите треба да бидеме едно. Ја ви благодарам што ја следевте емисијата. Да, ова е гледа што ја следел и излекува заклучок. Благодарам. Му благодарам на пофалните нема што да зборови. каже, освен благодарам, нели? Да. И ја му благодарам. Како и на претходниот што убаво новинарски не подсети за маските, леле резел мој. Ќерка ми ќе ме утепа. Секој ден ми кука за ова. Невозможно. Знаеш ли што им правеа друго? Значи седат со отворени прозори, на страна тоа што е за здравје, ти 7 часа да седиш облечен на студ. Ај сега и потопло, претходно. И вика, другарка, вика, моја става капа на глава. Учителката да и се дере, да ја исмејува, да ја навредува, зошто капа ставила. А стои до прозор отворен. Мислам, полудено е све, сакам да кажам, полудено е се. Јас сум благодарен до оние професори кои имаше наставници кои, нели, насоката дека мора отворени, ја правеа со тоа што ќе отвори малце прозорот. Ти текнуе, свесно е. Ете, јас проведувам одлуката, пошто не можам да ја одбегнам, ама барем не ги мрцварам децата до толку. Знаеш, и тоа е човечки да се снајдеш у една абсурдна ситуација. Али овие слепиве полтрони, без кичми, кои немаат емпатија спрема деца. И нормално на Твитер ќе ги сретнеш такви социопати кои бранат било што и вика ништо не име на децата. Тоа е жално. Затоа мораме да го кренеме гласот, мораме да се обединиме, мораме да изнајдеме начин како идните генерации да не ни судат. Оти за тоа што сега го правиме денес, историјата ќе ни суди. Му благодарам на гледачот уште еднаш и еве, не дојде до збор да ја кажам студијата што ја донесов. Многу важна студија овде. Океј, во емисијата. Режија, ги затворивме телефоните? Да? Добро. Благодарам на гледачите што се вклучија. На некој начин повеќе ова беше да почувствуваме дали јавноста ви дава поддршка, очигледно дека ви дава. И многу убаво беше ова кажано. Благодарност до вас што се борите за правата и на вакцинираните и на невакцинираните. Тоа е најдоблесно што еден човек може да го направи и мислам продолжете така, тоа е моje лично сега да се вмешам непрофесионално како што и секогаш ја терам емисијата. А повелете сега за ваше завршно што сакавте студијата да ја елаборирате. Сакав да ја кажем оваа студија која што е објавена во медицинско списание, каде што е утврдено дека спајк протеинот влијае, ја инхибира
поправката на ДНК молекулите. Тоа за пошироката јавност не е сватливо, но што сакам да потенцирам дека со оваа студија никој не ни гарантира дека после 5 години, после оваа студија никој не ни гарантира дека после 5 години тие што се вакцинирале нема да добијат карциноми и така натаму. Значи толку е во однос на документот што го донесов. Што мислите вие како дел од здравствениот, дел од здравството воопшто, медицинско лице сте? Што мислите, колку години треба реално да поминат да добиеме ние реални факти од тие клинички студии за последиците? 5, 10, 20 години? Минимум 10 години. Минимум 10 години. Минимум 10 години. Има студија за дозирање која што во 2023 ќе треба да излезе. Резултатот од неа за да се утврдат колку треба да бидат дозите, биодозите за тоа што зборував. Но за вакцините треба 10 години да поминат. Тоа што јас го знам, ако некој знае подобро, супер. Но јас го тоа тврдам, одговорно. Тие ни се зборовите. Благодарам, докторе, благодарам за вашето учество. Почитувани, тоа беше разговорот со доктор Атанас Атанасов. Благодарам за вашето учество и ви посакувам пријатна и лека ноќ. Во тоа со дефинитивно. Ако е нашата методологија точна, тоа ќе може да се Што мене ми изненади оваа ваша изјава дека ние слушавме коментаторот од светско првенство. Добро. Да кажеме парот е донесо одлука за изборен процес. Голем процент црвеновски на Република Македонија. Се разгледаше Ја мислам сервиси, сепорт и поддршка и хардверски и софтверски апдети, све, ќе ти дојде да си купиш играта пример за PlayStation 4, доколку имаш 5-ка си миња дополнителен патч, кај што си ги апдейтува работи да изгледаат малку поарт. Требаше се преземат додека пред да се дојде до 800-900 на ден. Едниот начин за тоа нешто е ние да го отвориме. Наоѓање на некое средно решение кое што би можело да ги задоволи и регионалните интереси, но и стратешките интереси на големите сили. И пробуваме сите да ги со тие првите два чекори да ги изгрижиме, да не мора да дојде до интубација. И тоа е целта на интензивната терапија. Ако сакате секогаш да имате работа, одете на интензивната. Android 10.
Како ќе успееме, повторно те кажам, ако се обединиме. Поседуваме една од најчистите, најпитките води во светот. И што е најубаво анализира некој што е од страна. Тие што прележали веќе немаат антитела, значи имаат некаков имунитет. Само кај 0,02% се случиле повторни инфекции. Не се отказвам од собствено 16 краков. Сакам вам песна напишено, јас да те гледам, сакам. Да, сам да уши поблескаво. И од мене. Вино да пија и со Јанко вино да спија. На словенското пење, поточно на словенскиот јазик. И тој тип на сензибилитет, што ти го карактеризираше како ИСОН. Ние сме во право единствено кога минеме од една во друга крајност. И сега патуваме кон другата крајност и тука сме управо. И јас да ги научам луѓето и ти да ме научат мене. Човек не комуницира само со зборови, тој комуницира и со енергија, а таа енергија не може секој да се почувствува такви големи далечини. Може за госпожата. Добро, еве, за Боже ќе земеме ендакси автоме терамису, а потоме базе, гледање филмови, Blu-ray, Netflix. По една чаша да изпиеме. Затоа што мајка му чисти, пере, готва, татко му се седи пие. Зашо мора на мајка му одменица да барабе, што не побара на татко му одмени. Така одма ќе се нападам, ќе се... Кога почне ми плива косо, не ми е у реду рибава. Ја идам во аптека, она ме гледа, вика, за тебе ли се, вика, да ти кажам како се пијат. Викам, не се за мене, викам, имам риба, викам. Вика, па ако пие рибата и ти треба да пиеш. Тие флажил биле за меѓуножни инфекции, разбираш тамо. Ама викам, девојче, викам, за златна рибка ми се, добре ме насити им се златни, па ти, па виш. Арно ме подсети муавето. У театар како е? Супер. Само си го барате, господине. Он ке ми игра во представата и прв пат ке се појави во театар. Конечно на представа, тоа требаше да се свртам, а ти бе театар. Да. Пази, што ми кажа, как луѓе за те, права комуњара е. Ѓорги. Да. Ѓорги Далтон да се вика. Да. Сега имам еден апел, значи... Да не имаш браќа? Имам еден брат, абе тие Далтони што вече цирите, верел сум јас, не глупио, само слушај, нема проблем. И емисијата ве поздравува. Татко ми ја слушате емисија на горниот телевизор, само да му кажам да го пушти бојот од горе. Да пушти. Пушти горе, молим те. А грејалицата? Парадокс. Живот една жена, а оваа до него. Само да си дојдеме дома. Подорево ечка мамо планина, Прилепско поле. Има една Поздраво и тебе. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечер.